Благодарам. Почитувана председател на Комисијата за финансирање и буџет, господја Лиљана Кузмановска, почитувани пратеници, почитувани представници на медиумите, ја најпрво би сакал да ве поздравам и да ви посакам убава енергија при работата на Комисијата. Пред вас е предлог за ребаланс на буџетот за 2017 година. На него Министерството за финансии напорно работеше од почетокот на јуни годинава. Моето излагање ќе се состои од 5 делови. Најпрво ќе ја представам основната идеја на ребалансот, потоа ќе зборувам за тековните макроекономски движења и основните макроекономски проекции. Во третиот дел ќе ги представам остварувањата на буџетот во првата половина од годинава. Четвртиот дел ќе биде посветен на поважните предлози за измени и дополнување на буџетот и на крајот ќе зборувам за финансирањето на буџетскиот дефицит и долгот. Прво за основната идеја. Основната цел на ребалансот е да ги намали непродуктивните трошоци и да обезбеди простор за реализација на политиките на новата влада. Ребалансот не е нов буџет, туку прилагодување на тековниот буџет. Поради тоа, за реализација на неговата основна цел постојат и некои ограничувања. Прво ограничување се превземените, а неплатени обврски од минатото. Например, во Министерството за внатрешни работи тие изнесуваат 424 милиони денари, а во финансирањето на дејностите од областта на културата дури 2,4 милиарди денари. Второ ограничување се веќе случајните договори за тековни или идни проекти, кои ако се раскинат, државата ќе треба да плаќа пенали. Затоа единствена здрава опција за ребалансот беше намалување на непродуктивните трошења кои се во рацете на носителите на власта, како што се службени патувања, репрезентации, економски промоции и рекламирање. Кратењето на непродуктивните трошења на власта обезбеди можност за буџетирање на нови мерки кои значат подршка за граѓаните или домашните фирми. Тие мерки се минималната плата, решение за стечајците, подршка за малите и средни предпријатија, за земјоделците, укинување на радиодифузната такса и слично. Оваа прилика ја користам и да ја информирам јавноста дека Министерството за финансии до крајот на неделата ќе ги објави доспеаните, а неплатени обврски на претходната власт. Во моментов договараме со Светска банка проект за чистење на ваквите обврски. Започнавме да работиме на надоградба на софтверот со цел доспеаните, а неплатени обврски да бидат систематски евидентирани, за да се спречи во иднина било кој да може да става под тепих вакви обврски. Вториот дел, околу макроекономските проекции и движења. Економскиот раст, добро сите знаете дека во првиот квартал изнесуваше 0%. Главни причини за ова се воздржаността на приватниот сектор за инвестиции поради политичката криза и многу нискиот степен на реализација на капиталните инвестиции од страна на државата. Градежништвото, кој во изминатите години представуваше двигател на економскиот раст, во првиот квартал на 2017 година забележа пат од 6,3% на реална основа. Пат е забележан и во услужниот сектор од 0,5%, додека земјоделството и индустријата забележаа ниски позитивни стапки на раст. Врз основа на случувањата во првиот квартал, Министерството за финансии ја ревидираше проекцијата за економски раст во 2017 година. Ребалансот на буџетот се темели на проекција за раст на БВП од 2,2% во 2017 година. Ова е најконзервативна проекција за економски раст на земјава. Народна банка предвидува економски раст од 2,5%, Светска банка од 2,8%, а Европската комисија од 2,9% за Македонија годинава. Намерата на Министерството за финансии е да има реална и остварлива проекција. А ако во 2017 година се оствари економски раст кој ќе биде повисок од проектираниот, тоа ќе значи и понизок буџетски дефицит. Позитивен сигнал дека нешто подобро може да се случи е тоа што економската активност во Европската Унија закрепнува, а Европската Унија е најзначајна дестинација за пласман на македонските производи. Друг позитивен сигнал е тоа што според анкетата на Европската комисија
Оптимизмот помеѓу македонските граѓани во јуни би бил на највисоко ниво од кога постои анкетата. Ова е важно, бидејќи економијата ја движат очекувањата на агентите, на граѓаните и на фирмите. Третиот дел, остварување на буџетот на Република Македонија во првата половина од 2017 година. Во период јануари-јуни 2017 година, вкупните приходи реализирани се во износ од 86,4 милиарди денари, што представува 46% во однос на планираните за 2017 година. Данечните приходи во првите 6 месеци се остварија на ниво од 51,3 милиарди денари, односно истите бележат реализација од 47% во однос на планот за цела година. Во структурата на наплатените данечни приходи доминираат приходите по основ на данокот на додадена вредност со учество од 45,6% или 23,4 милиарди денари. Приходите од социјални придонеси се остварија во износ од 25,5 милиарди денари, што представува 49% во однос на годишната проекција. Вкупните расходи на буџетот на Република Македонија во периодот јануари-јуни 2017 година се реализираа во износ од 94,6 милиарди денари, при што тековните расходи изнесуваа 85,9 милиарди денари. Клучно е што капиталните расходи сериозно пофрлија во првата половина на годинава. Тие се реализираа во износ од 8,7 милиарди денари или само 32% во однос на годишно планираниот буџет. Почитувани, дозволете сега да ги представам поважните измени и дополнување на буџетот на Република Македонија за 2017 година. Вкупните приходи на буџетот се ревидирани за 1,5% надолу, односно за 2,87 милиарди денари. Ова ревидирање на иницијално планираните проекции кај приходната страна на буџетот на Република Македонија е резултат на намалување на приходите на основниот буџет согласно реализацијата во изминатите 6 месеци и очекувањата за остварување до крајот на годината. Едновремено е направено и ревидирање на приходите кои буџетските корисници ги остваруваат на собствените сметки, а по основ на донаторските средства кои се однесуваат на реализација на ИПА проекти е предвидено зголемување. Социјалните придонеси согласно остварувањата се очекува до крајот на годината да оствара благ пораст во однос на иницијално буџетираните. На расходната страна на буџетот сериозно намалување е направено на расходите наменети за стоки и услуги, кои се скратени за 2 милиарди денари во однос на иницијалната проекција со буџетот. Од оваа стапка се направени кратење на сите непродуктивни трошоци на владата и институциите наменети за патувања, репрезентација, економски промоции и рекламирање. Например, патните трошоци се намалени за 122 милиони денари, а другите тековни расходи за 258 милиони денари. И најважното, договорните услуги се намалени дури за 932 милиони денари, ако се гледаат без здравствените услуги преку фондот за здравство. Најдобар пример за одземањето на комодитетот на носителите на власта е направен со расходите на владата на Република Македонија. Стоките и услугите на оваа институција се намалуваат од иницијално проектираните 792 милиони денари на 266 милиони денари. Тоа се средства што беа планирани да бидат потрошени за кампањи, емитување и реемитување рекламни спотови во странство, како и за селективна распредаба на одредени граѓански организации. Со ребалансот, капиталните расходи се ревидираат на 23,4 милиарди денари. Поради ниското ниво на реализација во првите 6 месеци од годинава, која веќе кажав изнесува 8,7 милиарди денари. Извршено е намалување на средствата кај капиталните проекти кои имаат забавена динамика на реализација на активностите во првата половина од годинава. Но сепак, планираното ниво на капитални расходи со ребалансот е значено, а ако се спореди со реализацијата во последните 4 години, каде што никогаш не надминава 19 милиарди денари. Со ребалансот се додаваат дополнителни средства во износ од 1,2 милиарди денари
на Фондот за пензijsko и инвалидско осигурување заради непречина исплата на пензиите и транзицијските трошоци за вториот пензијски столб, како и дополнителни 200 милиони за навремена исплата на сите загарантирани социјални права на населението. Исто така, за зајакнување и подобрување на здравствените услуги на граѓаните се алоцирани дополнителни 600 милиони денари на Фондот за здравствено осигурување. Ребалансот обезбедува и средства за нови мерки и активности на владата, кои се во насока на директна подршка на работниците и граѓаните за подобрување на нивниот животен стандард, како и подршка на домашните предпријатија. Јас ќе давам неколку примери. Прво, обезбедени се средства за субвенционирање на минималната плата, со цел таа да се покачи на 12.000 денари од септември. Со оваа мерка се предвидува подршка за работодавачите во износ од околу 70% од потребниот пораст на бруто платата. Второ, за активните политики и мерки за подршка на вработувањето во приватниот сектор, со ребалансот се дополнително алоцирани 112 милиони денари и тие ќе изнесуваат 667 милиони денари. За споредба, нивната реализација во 2016 година изнесува 366 милиони денари, а во 2015 година 376 милиони денари. Трето, подршка за малите и средни предпријатија и подршка за домашни гринфилд инвестиции од околу 135 милиони денари за до крајот на годината. Четврто, подршка на домашниот туризам преку субвенционирање на работници со ниски приходи во износ од 60 милиони денари. Следно, решавање на материјално обезбедување на недработени лица поради приватизација на предпријатијата со доминантна државна собственост, односно стечени работници од овие предпријатија кои досега не биле опфатени со постојни законски решенија. Шесто, субвенционирање на македонската радио-телевизија со укинување на радиодифузната такса и ослободување на граѓаните од оваа јавна давачка. Подршка за ИПА проекти во износ од 500 милиони денари за буџетско учество и повлекување на донации, со цел да се обезбеди интензивирање на активностите поддржани од ЕУ во периодот на предпристапување, како и поголема искористеност на европските фондови. И на крајот ќе зборувам за финансирањето на буџетскиот дефицит и отплатата на долговите. Буџетскиот дефицит е проектиран на 18,57 милиарди денари, во релативен износ тоа е 2,9% од БВП и е во рамките на Мастрихтскиот критериум. А отплатата на долгот изнесува 18,35 милиарди денари во 2017 година. Согласно тоа, потребата за финансирање изнесува 36,92 милиарди денари. Финансирањето на буџетскиот дефицит и отплатата на долгот ќе се обезбеди преку задолжување на домашниот пазар на државни харти од вредност, кредитни линии наменети за финансирање на одделни проекти, како и од депозитот пренесен од минатата година. Во рамки на буџетот е предвидена и можност за странско задолжување, но дали тоа ќе се реализира, ќе зависи од движењето на каматните ставки на меѓународниот пазар на капитал и можноста на домашниот пазар на харти од вредност целосно да одговори на потребите за финансирање. Во моментов одлични сигнали се јавуваат на меѓународниот пазар на капитал од крајот на мај, каде инвеститорите позитивно ја перципираат стабилизацијата на политичката состојба во Македонија и перспективите на македонската економија. Дел од средствата на домашното и можното странско задолжување ќе бидат искористени за финансирање на потребите во 2017 година, а останатиот дел ќе биде префрлен како депозит во 2018 година. Средствата на депозитот ќе бидат искористени за отплата на кредит за буџетско финансирање во износ од 95 милиони евра, склучен во 2013 година, кој доспева на 29 јануари 2018 година. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам конструктивна дебата и ефикасна работа.